Почитувана колешка, ве слушав и искрено не можам да поверувам дека и самата вие си верувате во тоа што го проговоривте од говорницата на собранието. Искрено морам да кажам дека посебно сум разочарана од ставовите на моите колешки пратенички, кои на некој начин, природно, тоа ни е некако дадено, дека ние треба да бидеме чувари на вредностите на секое општество, вклучувајќи го и нашето општество, и наша должност како пратенички во собранието на Република Македонија пред се да го зачуваме интегритетот првенствено на нашето македонско семејство, а потоа да ги зачуваме сите нишани почитувана колешке кои што нас како нација, како македонци не прави посебно. Тоа мислам дека нас како пратенички, како женски пол, тоа ни беше некако и природно дадено и за тоа требаше да се бориме. Не ми е својствено она што го слушам од вас и ќе ве сметам искрено наивна, доколку на вистина верувате во приказката која што ни ја раскажавте пред малку, што би било ако ние станеме членка на Европската Унија. Зарем сметате дека ќе имаме раст од 9% на бруто домашниот производ, доколку ние не сме вредни и не работиме онака како што треба? Мислите дека некој ќе ви поверува ако влеземе во ЕУ, дека ќе се вратат сите оние кои што се иселиле пред 20, пред 50, пред 60 години, ако ги распродадеме сите вредности на ова наше општество? Да, почитуване колешке, ќе кажете дека чувствата не треба да бидат главни двигатели кога националните и државните интереси се во прашање, и ќе се сложев со вас ако не ги гледам сите неправди кои што се удираат врз нашите чувства, а вие останувате неми на тоа, напротив уште ги поддржувате. Ке верува во таа приказка што ни ја раскажавте, доколку бевте доблесна и кажавте барем еден пример на земја каде што кршењето на човековите права, наместо најголемо злосторство што може да се направи да му се случи на едно човештво, во сите земји каде што е зло, во нашата земја тоа е нешто најнормално. Тоа ќе беше искрено од вас доколку кажевте една земја каде што се случува ова што нам ни се случува. И ќе верува во тоа што го говоревте доколку европските принципи и критериуми на самоопределување и слобода на себе идентификување би биле исто и кај нас европски вредности како и кај секоја една друга членка која што е претендентка да стане член на Европската Унија. Искрено не можам да поверувам дека политиката можела да оди во вакви крајности на перење на мозоци и изместени вредности. Да обидувате дека чинот на себе уништување е врв на демократијата. Ве молам, почитувана колешка, која ќе одите дома, да се преслушате